Добро вечер. Среќата е сакањето е среќа за влюбениот. Љубовта е благослов за посветениот. Сродноста е визија на божествениот патник низ божествените патеки на животот. Почитувани гледачи, добро вечер. Ќе следите емисијата Позитивни вибрации со уште една интересна емисија вечерва, последна во овој циклус емисија на Позитивни вибрации. Ќе зборуваме за тема која што е секогаш актуелна, тоа се темата е насловена љубовни вибрации и се знае нашиот редовен гостин, докторот по филозофски науки, господин Зоран Крстевски. Ве поканувам, останете на фреквенцијата на АТВ телевизија и уживајте во темата што ќе биде вечерва актуелна. Зоки, добро вечер. Добро вечер. Вечерва подготвивме интересна тема, која што сигурно сум дека ќе ги задржи покрај малите екрани нашите почитувани гледачи. Темата е насловена љубовни вибрации во контекст на вашата книга што веќе почнавте да ја пишувате. Така да ќе зборуваме за она што го врти светот, а тоа е љубовта. Па и парите го вртат светот, ама ние сме за љубовта да го врти светот, односно човекот да се отвори за тоа позитивно чувство на споделување, на убава енергија, на позитивните вибрации. Ке зборуваме за повеќе типови на љубов. Моето прво прашање до вас ќе биде значи постојат повеќе типови на љубов. Кон што се може човекот да ја насочи својата љубов? Па видете, секој човек треба да има одредена ориентација кон љубовта. Бидејќи замислете го животот во кој што љубовта не преовладува, се нема чувство за другиот, се нема чувство да се придонесе, не се вртиме ни кон себе си да направиме и нам да не биде убаво. Во тој случај животот како би бил? Празен, здодевен, неинвентивен и веројатно не би биле среќни, затоа што љубовта ја прави среќата. Она што го работиш, тоа што сакаш да го постигаш на основа на љубовта, на целта, на смислата, на визијата. Желбата значи да направиш одредени резултати. И затоа љубовта е главниот двигател. И оваа емисија ние што ја правиме од љубов за нашите почитувани гледачи, за оние кои што сакаат поинакви емисии, кои што сакаат да осознаат некои нешта, гледаме да придонесеме на основа на она што сме го читале, што сме го развивале, искуствено што сме го осознале и сега на тоа основа ние сакаме да дадеме придонес. Зашто? Само заради љубовта. Кој ќе видите многу нешта се споделуваат токму заради љубовта. Таа е главната асоциација на вредноста. Како што е и асоциацијата на правичноста, на солидарноста, на емпатијата, на алтруизмот, на довербата, на позитивните намери кон другите и така натака. Значи сите тие се и одредени етички категории кои што е дефинитивно добро да бидат се поприсутни во нашите живења. Проблемот е што од другата страна превладува и злото. Има често голема омраза, има негативна вибрација, има тежнение човекот да се наметна со егото. Значи да биде далеку од љубовта. И сега тука е прашањето зашто во денешно време малкумина се вртат кон љубовта, а повеќемина како да одат кон онаа негативна вибрација, како да ги води некој импулс на телото, на егото, на ниските страсти, на материјалното. Но знаете, еве вие како што поставивте прашање, каде што се може да насочиме љубовта. Љубовта мора некаде да се насочи, добро е да се насочи у сите овие категории за кои што ние ќе разговараме. Но еве како прва основна варијанта љубов кон човештвото. Вие замислете еден хуман пристап кон животот. Да ги сакаш луѓето, да го сака човештвото, да сакаш да има напредок, да планетата Земја така функционира, да не си себичен, да не загадуваш, да не уништуваш, да не создаваш деструкција и дехуманизација на секојот околу себе си. Така што луѓето кои што размислуваат за човештвото, тие придонесуваат. Како што индијанците на времето имале однос кон природата, кон реката, кон планината, кон животните, затоа што знаеле дека зависат од тоа. И замислете ние сега да го загадиме воздухот, како ќе екзистираме. Замислете ако ги уништиме сите питки води, ако едноставно немаме утре можност да се прехраниме, како ќе екзистираме? А зашто? Заради ниско ниво на свесност и заради деградација или потреба, значи, за се да отуѓеме или се да поседуваме или се да приграбиме. Во тој случај действуваме со нељубов, действуваме со омраза, со отпор или одиме со егоизам. А каде што постои егоизмот, таму љубовта не е присутна. Затоа љубовта секогаш асоциација на алтруизам, на придонес или на емпатија, на вчувствување. Значи гледате, чувствување за природата, чувствување за човештвото, правење одреден придонес.
Или пак филозофија, па тоа мене не ме засега. Јас на мира ќе го пијам мојот чај. Едноставно не допира тоа до мене. Зашто? Затоа што се случува, да рече, во Турција. Па чекај, и тие се луѓе, и таму невини страдаат, и таму некој создава, гледате, терористички напади, заради кои и ние чувствуваме болка, и ние страдаме, затоа што на некој начин можеби сме изградиле пријателства, може имаме одредена позитивна вибрација кон тој народ или општо кон било кој народ, кон било кое суштество. И замислите, во рамките на идеологијата ние да оправдаме некаде да се фрлаат бомби и да се уништуваат децата, да немаат одредена перспектива. Дали е тоа омраза или е љубов? Значи, дефинитивно се работи за омраза, за еден вид на дехуманизација. Во тој случај мора човекот и човештвото да се сврти кон тие позитивни патики, затоа што ако преовлада негативното, како ќе го имаме напредокот? Едноставно, ниту ние, ниту било што на планетата Земја не може да функционира. Не може да се усавршува. Затоа што доминира омразата. И сега гледате, омраза зашто тој што е спроти мене да напредува, зашто јас да не напредувам. И автоматски ти гледаш да му напакостиш. Тоа го има и во родбинските односи, го има неретко и во љубовните односи. Значи, насекаде околу нас ние може да налетаме на ситуации каде што токму негативната вибрација преовладува и нас не напакостува. Затоа еве асоциацијата ми е љубов кон човештво. Главна точка која што не секој ја развива. Значи го гледа човекот како човек, а не од каде припаѓа, кој е, што е, каков е, дали тебе ти ги одоброволува работите, дали од твојата раса, дали од твојата религиозна вероисповед и така натака, дали од твојата партија. Значи битно да е човек, битно да има одреден вид на позитивна вибрација и така нештата да се шират. Ето, јас предходната година бев во Турција и таму запознав многу пријатели, турци, прекрасни личности. И нормално, јас ги гледам нив како луѓе со позитивната вибрација. Па сега, ако јас сум, да речеме, христијанин, тие се муслимани, што е битно? Битно е да има еден вид на интеракција, на споделување, на позитивен збор, на подадена рака, на една пријатна енергија, бидејќи ние така се надградуваме. Толку различитото нас не збогатува, а не само ние да гледаме нашето, да се дистанцираме од се што не ни одговара или не ни се вклопува во шемата и да идеме критички со отпор и да речеме па нека страда. Па чекај, тој некој што таму невин страда, утре ќе донесе судбината ситуација и ти самиот да страдаш, затоа што немаш ориентација кон позитивитетот, а се ви е вибрација. И затоа ние мора да идеме со вибрација на љубов. Тоа е, например, луѓе кои што се занимаваат со космичката енергија, тие прават одредени сеанси и препраќаат еден вид на мисија, односно на една визија. Значи, мисија да го подобрам светот со одредена визија како нештата да бидат похармонични. И тие создаваат вибрација, мисловна вибрација која праќаат во космосот со тенденција сето тоа да се возврати на планетата Земја. Што тоа асоцира? Дека луѓето се исто така учесници и создавачи на овој свет, на основа на својата мисла, на основа на својот збор и пред се на основа на своето дело. И затоа мора мислите да бидат позитивни, значи фокусирани кон тоа што е љубов, тоа што е хармонитет, потоа мора зборот да биде позитивен. Еве ние, например, сега во оваа емисија можеме да зборуваме за злото, за омразата, за негативитетот. И тоа кога го правиме во насака да ги осведочиме или осветлиме работите, да ги прикажеме колку некои нешта не биле добри. Еве, баш вчера гледав една емисија, документарна, замислете, баш некаде таму околу 7 јули или од 1940 година. На улиците на Берлин поминува Хитлер со една парада од автомобили и со едно прославување на големите победи. Бидејќи претходно освоија Судетската област, влегол во Полска, ја покорија цела Франција. И знаете колка маса на луѓе излегува и клика, што се вели, од восклик, од радост, од чувство дека ете го големиот водач, најхаризматичниот, најспособниот, гледате како им донесе на германците победи. Но дали злото, омразата може да донесе победа? Не може да донесе. На крајот, истите тие кои што воскликнуваа, кои што едноставно аплодираа и беа во еден голем воскит, создадоа, доживеа голема катастрофа. Голем вид на зло, самите кон себе си, бидејќи им се уништи државата. Зашто? Затоа што самите несвесно се определиле да го одоброволат злото и омразата. И гледате, никога со злото и со омразата не се просперирало. Никогаш. Тоа и во светите книги пишува и насекаде, тоа е општо присутно, дека човекот ако сака да биде во линк со космичката енергија, со космичката вибрација, мора да се определи за љубовта. Таа да му биде идеја водилка и затоа гледате се ние отвараме тука една првична асоциација, љубов кон човештвото. Колку убаво да се размислува кон тој правец. Еве природата. Зашто да се уништи, да се разгради, да се деградира?
кога ние зависиме од неа. Замислете, веја сега и пред колку месеци шетав покрај Вардар и една господја излезе и зема тие кесите полни со смет и фрли во Вардар. И тоа го прави секој ден и константно загадува. И не само таја, гледам сега што се случувало некои рекички, исто така преку мостот фрлаат смет. Гледам тамо насекаде, исто така што се вели градежни материјали ги сфрлаат во реките. И тогаш каков вид на љубов постои во свеста на таквите поединци? Тие може си го сакаат своето дете. Тие може би покажуваат љубов кон соседниот партнер, но дали покажуваат љубов кон соседното општество и пред се кон човештвото? Тука сме ние лимитирани, сме премногу себични. Се гледаме само себе си. Во тој контекст замислете сега генетски модифицирана храна, да речеме, која треба да консумираме. Дали тоа ќе создаде напредок за планетата Земја? Дали ние како суштества ќе можеме да обстанеме со таков вид на прехрана? Тоа е дискутабилно. Затоа треба да се размислува малку подалеку сежно. Дали нашите потези придонесуваат или пак наштетуваат? Или од другата страна придонесуваат за мене да создадам материјален капитал, да го истакнам егото, по секоја цена да се наметнам, да бидам само јас, а после мене потоп. Тоа го каже еден Луи 16 или мислам, односно еден од лујевите, Луи 16 настрада на гилотината, но еден француски крал рече после мене потоп. Јас сум тој, после мене не ме интересира што ќе биде. Но замислете го, било кој човек на планетата Земја истото тоа да го каже. Дали индијанците ги уништуваа бизоните по секоја цена? Не, ги оставаа да преживеат, дури многу од нив ги негуваа, им даваа простор, затоа што утре повторно бизоните ќе им беа потребни. На тој начин и тие ќе се прехранат, нивните деца ќе имаат одредена перспектива. А дојде Бафало Бил и ги испука сите бизони. Тој Бил Хикок и тие тамо разноразни бандити надојдени од Европа во Америка. Со која свест и тоа го направија? Со алчната свест, со егоистичната свест, со чувството живеј, што се вели денеска, а не размислувај за утре. Ама треба да размислуваш, бидејќи сите ние сме деца на планетата Земја. Но замислете, сега да не ја ширам темата во контекст на љубов кон човештвото, но сите овие аномалии, сите овие деградации, сите овие нешта кои што ги го зафаќаат светскиот мир, односно веќе ние имаме рефлексија на што се вели на глобален немир, произлегуваат од некои нешта во кои што не достигала љубовта, туку бил фаворизиран капиталот, омразата, егото. И затоа надвладување над обични мали народи, надвладување над обичен човек, надвладување над целиот капитал, приграбување на се што може да се приграби, со која тенденција? Со тенденција на она што често го спомнувам, филозофија на златно теле. Значи, живеј брзо, живеј ефикасно, живеј алчно, живеј хедонистички, а утре не ме интересира. Но дали е тоа човекот? Дали ние на таквиот човек можеме да се потпреме? Или на некој човек со повисоки постулати? Постулати на љубов, на хармонитет, на разбирање, на правичност, на одговорност. Така што ова е сега можеби малку утописко или идеолошки многу спорно, ние да бараме од човекот кој што нема љубов кон еден друг човек, тука непосредно околу него да бараме љубов кон човештвото. Значи е дискутабилно, но еве, затоа како прва поидовна точка асоцирам мора да се има љубов кон човештво. Затоа што еве сега ги следам јас тие емисии, сите ние потекнуваме што се вели од една генетика. Сите ние потекнуваме од Африка. Тоа е тој генетски материјал, горе-доле, некаде малку поразличен, но се создал, што се вели, насобрал, се расфрлал низ светот и тој човек, тоа хумано суштество се развива, еволуира, утврдува одредени вредности. И еден со друг се разградува. Тоа исто тебе таму, исто во тие истражувања. Замислете, во Босна имаше, знаете какви братоубиствени војни. А може би генетскиот материјал им е исти. Што се различни србите со хрватите? Па едни со други очите си ги вадат. Во која идеолошка рамка? Може би во таја на диктаторот, кој што сака да ги раскара, кој што има его маниакалност, кој што тежне по секоја цена да наметне омраза и деградација. А обичниот мал човек страда и не размислува што се крие зад параванот. Зад она кој што некој му го пласира као добродетел за него. Наметнувајќи го исклучиво националистичкото. И на тоа сме ние сведоци овде. И како што гледавте, например, на крајот кои просперираа? Просперираа тие кои што се зафатија за мачот.
Тие што се зафатија за насилството. На крај создаде огромен капитал, создаде огромни привилегии, се истакна во општеството. Не водат сметка повторно за малиот обичен човек. Тој утре пак ќе работи на нива. Тој утре ќе мора да оди на пазари да продава таму зеленчук овоштие. Ќе мора да оди да биде градежник на ова најголемо сонце, да работи таму што се вели 10-12 часа. Зашто? Некој му обструира свеста. Демек правам за тебе, а всушност се прави за себе. И без чувство за љубов кон мал обичен човек. И затоа ние мора конечно да се свестиме, да ги гледаме нештата малку зад што се вели сената. Што се крие, кој е интересот. А онаму каде што има подадена рака, кај што има хуманост, кај што има љубов, јасни се работите. Тука нема зад сената. Тоа се гледа, тоа е дело, тоа е збор, тоа е чин на добра волја. А оваму каде што некој демек ти пласира добродетел, а всушност работи во име на зло, на негативност, не може да има просперитет. Но пак тука само со ова ќе завршам. Било какви атаци, бомбардирања, терористички напади не може да бидат во името на љубовта. Значи, никогаш ниту били, ниту ќе обстанат, бидејќи тие се акт на омраза и на насилство. За жал, оваа планета Земја доаѓа до 5 минути до 12, ако нештата не се променат и ако не се направи јасна паралела помеѓу доброто и злото, не се знае нештата кон што ќе се движат. Зоки, што е таа љубовна хармонија? Како да постигнеме совршенство во љубовниот однос? И дали љубовта е вечна среќа, исполнета од чинот на давање или треба да биде водена од актот на земање? Па видете, љубовната хармонија е многу битна и дефинитивно мора ние да воспоставиме, бидејќи секој човек се стреми кон тоа да воспостави љубовна хармонија. Да има еден вид на близкост со другиот. Ви замислете го животот колку е убав кога имате хармонија со себе си и со другите луѓе. Кога ви е убаво, кога се градите, кога напредувате, кога чувствувате еден вид на благопријатна енергија и вие со тоа чувство на исполнетост може се да создадете. Можете високи дела, може да бидете поактивни, поамбициозни во животот, во кариерата, во статусот. Затоа хармонијата е по мене најголемата вредност на која западниот човек не размислува. Бидејќи водене од капиталот, водене од егото, водене од желбата по секоја цена утре да стигнам до целта, а при тоа запоставува блискост со другите луѓе, не води сметка, ете што зборев за општото добро, не води сметка за човештвото, ќе загади, ќе деградира, ќе уништи, ќе фрла кеси кај што ќе стигне и автоматски со тоа што се приклонува кон тој вид на егоизам, затоа што хармоничноста и смиреноста со себе си секојаш е акт на некоја љубов или некоја иницијална каписла за да јас и некому другоме му дадам љубов или му предизвикам хармонија. Зашто кога сум јас хармонизиран со себе си, смирен, опуштен, исполнет, јас зрачам. Во тој случај јас можам да го пренесам тоа што го зрачам. Или пак и да не го пренесам, некој ќе го почувствува. Кој ќе го почувствува, ќе го прими во себе си и ние ќе изградиме една блискост. Но знаете, тоа е така на хартија, во стварноста нештата не се такви, бидејќи луѓето се разјадуваат заради его, заради погрешни сваќања, заради чувство дека не се вложува доволно, заради тоа дека чинот на давање преовладал, а нигде го нема чинот на земање. И сега, кога ги ставиме ние на канта работите и почнеме да ги мериме, колку јас ви дадов, а колку вие ми возвративте, па дали јас повеќе ти дадов од колку што ти заслужуваш, а ти не водиш сметка за мене, па скоро ништо не ми даваш, во тој случај ние немаме хармонија. Имаме дисбаланс. Видите, прво дисбалансот се случува на мисловно ниво. И сега замислете, прво е фактичко ниво, дали навистина нештата се проблематични, или јас ги замислувам како проблематични. Но ако јас ги замислувам како проблематични, не е битно нештата какви се. Битно јас како ги замислувам. Може би односот, може врската е навистина добар. Може нуди перспектива. Може да биде многу што квалитетно тој однос. Но јас мислам дека не е доволно добар односот. Дека не доволно добивам љубов, дека не ми се возвраќа на соодветно ниво. И во тој случај преовладува дисхармонијата. Тогаш нема блискост меѓу луѓето и тогаш почнаа да се мерат сите зборови. Зашто ти тоа ми го кажа? Јас тебе тоа ти го мислам вака и така. Зашто ти кон мене иде со одреден отпор? Зашто не ми дозволуваш да бидам своја? Или да бидам слободен, или да шетам кај што сакам, или да водам љубов колку сакам, или не добивам доволно внимание како што мислам, или не ми придонесуваш на материјално поле да се купам тоа и тоа. И ред аномалии кои што се вадат на масата, и во тој случај се оди со критички став, со филозофија на отпор.
А кога имаме отпор, тогаш и нешто добро што е околу нас не можеме да го видиме. Имаме отпор да го видиме. Може би ова добро, ама јас не сакам да го видам како добро. Јас живеам со минатото, живеам со нешто што ме повредило, нешто што ме изместило, нешто што ми создало болка. Јас се лепам на болката, на страдањето, создавам отпор наместо да го видам убавото. И ние разјадени така со таа енергија не можеме да придонесеме и се повеќе и повеќе се отуѓуваме. Со отуѓувањето еден ден се сваќа дека животот не е среќа, не е хармоничен, не е исполнет. Бидејќи не се придонесува. Но знаете, кај што има љубов, кај што има страст, кај што има импулс, секој што ја превладува без оглед колку некои нешта не се доволно добри. Зашто останал тој импулс, останало тоа зрнце на надеж, на една енергија која може да те влече напред, на една вибрација. И тоа е по мене главното мерило кон кое сите ние треба да се стремиме, да не изумре таа последна вибрација, таа последна нишка на спојување, на блискост, на сродност, кој ќе се става луѓето да стануваат непријатели. Почнуваат да се контрираат еден кон друг додека со таа негативна вибрација. И потоа, знаете, некој сака другиот да го уништи, не сака да види неговата среќа, па не сака навистина да има со него блискост, интимност, па не сака да му помогне финансиски, па не сака да му возможи да напредува статусот, па му натура премногу обврски труд, работа, сака да страда, да се мачи. И тоа ви е една реално радикална форма на практикување на одредени односи. Дали во љубовните односи, дечко-девојка или пак во брачните односи. Што тоа зборува? Недостиг на хармонија. Значи, кога ја имаме хармонијата, тогаш дефинитивно го имаме напредокот. Но, еве, и овде само ќе се надоврзам и за она поле што претходно го отворив. Значи, како што зборев љубов кон човештвото, постои љубов кон општеството. Ние мораме да размислуваме за нашето општество. Тоа општество да оди напред, да има еден вид на правда, да има еден вид на хармонитет, да има исполнети поединци, луѓето да бидат тука. Замислете ги вие сега, ајде да ги земеме момчињата. Немајќи ја работата, немајќи го финансискиот пробив, немајќи предиспозиции да се изградат во статусот, да се одлучат да отидат во странство. Еве, и одат во странство, нели, земаат таму пасоши од соседна земја, се прават тоа што не се, и автоматски ја бараат својата среќа надвор од границите на нашата држава. И тие таму наоѓаат начин да се прокламираат, може да се најдат некоја девојка, може да се снајдат полесно во тоа општество, да дојдат да повеќе пари, да се себе си, што се вели, воздигнат. Да станат индивидуи или да станат личности со идентитет. Бидејќи оваму кај што се родиле, што ако не се членови на политичка партија? Што ако нема некој непотистички да ги бутка напред? Што ако не се од богато семејство? Што ако не им се возможува напредок адекватно на нивните интелектуални капацитети? Значи, тие момчиња одат во странство. Што правиме со девојчињата? Па кај ќе ви најдат они момчиња за да се создаде семејство, брак, блискост и обратно? Девојчињата додат во странство, момчињата да останат. Во тој случај ние доаѓаме до дисхармонитет, до немање шанса нашето општество да оди напред. Прво, наталитетот ќе се намали. Второ, ќе има многу помалку бракови. Кога имаме помалку бракови, помалку семејства, кога има помалку семејства, помалку деца. Кога немаме деца, немаме наталитет, немаме природен прираст на население. Проблеми кои што се присутни и во некои други држави. Замислете, и во Србија дури тоа е присутно. Околу 36-7% кај нив имаме опаѓање на тој наталитет. Значи, страшно нешто ги зафати нив. Многу повеќе умираат отколку што се раѓаат новороденчиња. И тоа како што тече, они велат како некои таму градови да се губат, да секоја година по еден град да губат. А второ, ако тука додадеме дека многумина одат во странство, емигрираат, се иселуваат, бараат подобра екзистенција, подобра судбина, до кој аспект на љубов ќе дојдеме ние? А е сега прашањето, зашто тоа не се случува? Дали затоа што кај некој нема љубов, туку има само интерес кон златно теле, кон материјал, кон капитал, кон самиот себе си, кон неговата групација, а за овие други не води сметка. И дали тој утре може да живее сам? Како што ви кажав јас, индијанците не можеле сами да живеат и живееле со природата, со реката, со планината, со животните. Тие ми биле неопходни за да овие циркулираат, придонесат. И убаво асоцираа и нивните поглавици, дека суштината е да се даде љубов кон она од кое живееш, од кое се храниш. Едно општество, па едни политичари, од кого се хранат? Од гласачите. Ако половина гласачи и повеќе им отидат во странство, од кого тие ќе се хранат? Со кого ќе останат? Како ќе го надополнат тој буџет? Која е нивната суштина? Или они само ќе ги јадат парите, или едни со други ќе се напаѓаат, ќе се деградираат со тенденцијата да останат на некој врв или па да дојдат на некој врв.
А се друго да се разгради, да се деградира, да се остави на ветропирината, каде што младите ќе немаат на што да се потпрат и ќе ја бараат среќата и шансата во странство. И дали тоа е љубов кон соседното општество? Да ја размислете вие. Значи, првата асоциација беше љубов кон човештво. Но што ако нема љубов кон општество? И се загадува, се уништува, се краде, се фрлаат пари кај што ќе се стигне, не се води сметка. Еве, млади ќе ни отидат, немаме бракови, немаме деца, немаме наталитет. Што правиме тогаш ние? Кај ќе ни биде нас крајот? Крајот на планетата Земја ќе дојде еден ден заради недостиг на свесност. Не е само природните непогодби, но и природните непогодби, и климатските пореметувања, и ефектот на стаклената градина, и ред други нешта произлегуваат од несвесноста на човекот. Со ова темпо на загадување, на уништување, на деградирање, на сечење амазонски шуми, на сечење на секаде овде околу нас, ние дотидеме овде некои општини, понаваму па ќе видите, ќе се изненадите. И сега по пат кај што идев, гледам па исекол некој дрва тој тамо, нивниот. А добро, каде е нивото на свесноста? Само парата ли е нивото на свесност? Капиталот ли е? Омразата ли е нивото на свесност? Поробувањето ли е? Отуѓувањето ли е? Значи, тоа ви е денешниот човек, за жал, и затоа ја се асоцирав. А и добро, не сум баш сигурен дали преовладуваат негативците или пак од другата страна има многу позитивци кои не можат да дојдат до израз. Ние гледајќи ги нештата надвор од нас или она што ни се пропагира, мислиме дека се е негативно. Но може би има позитивци. Ја верувам дека има и дека на тој тас може би превладуваат позитивците. Ама ова не е време на позитивците. Тоа е проблемот. 21. век гледате време ек на некоја нечестива енергија. И затоа го имаме тероризмот, затоа го имаме сите тие отуѓувања, затоа го имаме економските рецесии, затоа имаме страшно богатење на малкумина, значи страшно богатење и огромно осиромашување на мнозинство. Да секаде, не само тука кај нас. Зашто? Заради повторно ниското ниво на свест. Или немање чувство ни за човештво, ни за општество. Ако го немаме за тие, не знаеме дали тие воопшто имаат чувство и за семејство. Затоа што и нивните деца утре треба со некого да бидат во пријателство, во сооднос, во љубовен однос. Не можат тие да бидат на пустиот остров сами со себе, со нивните роднини и со некој тамошен ќе го изберат. Тие мора да живеат со некого. Значи, тоа е проблемот на денешното живење. Недостиг на љубов. Од другата страна и дури голем број на луѓе не се ни заинтересирани за љубовта, за малиот обичен човек. Воопшто не го интересира. Туку гледа да придобие. Ги гледа своите тесни интереси. Но пак ќе кажам, мора да се почне од некаде. Нека биде тоа за почеток љубов кон самиот себе си. Ние тука се запоставиме, може не се сакаме ни себе си доволно, што се така негативистички определени. А кога човекот не се сака себе си, се отуѓил од себе си, како тој ќе биде во сооднос со другите, како ќе придонесе? Има некој проблем со себе си, затоа и не може да види љубовта кај партнерката или партнерот, затоа не може да придонесе за пријателот, затоа што не знае што е љубов, или не го владее љубовта длабоко себе си. И во тој клуч ќе продолжам јас оваа асоциација, колку е битно сепак да бидеме во хармонија со себе си, љубов кон себе си. Но ви убаво потенциравте прашање, каде е хармонијата и колку е таа битна во љубовните односи. Значи, јас малку ви ја проширив. Хармонија на светско ниво, глобално ниво не е возможна, но добро да е доминантна. Значи, не е возможно да преовлада, што се вели, совршенство на секој план. Не е возможно. Овој свет делуне, што се вели, поставен и од нечестива енергија. И злото работи и ровари. И тоа напаѓа, и тоа ти се приклонува. И тоа знае со кои методи како да придобие душата на човекот. Но има и позитива, има и добро, има и основа за барање на хармонијата. Прашањето колку ние размислуваме за хармонијата. И затоа јас ја напишав оваа книга, Заштита од злото и негативните вибрации. Во неја имаме посебно пишувано за хармонијата. Пишувано за совршенството, за задоволството, за себе почита, за позитивните вибрации. Значи, како да допреме до нив. Но мора првично да бараме хармонијата во себе си. Сега подоцна, кога ќе дојдеме до тој дел, ќе ви раскажам на кој начин ние да бараме хармонијата во себе си. И дали е возможно да ја воспоставиме ова денешно време, или што е тоа што не оддалечува од хармонизираноста на самиот себе си. Мора нештата да се постават на масата, да ги размислуваме, да ни ги осветлат проблемите, за да можеме да ги решиме. Но еве, ви дадов само на кратко, каква нељубов кон соседното општество. Јас тоа се чудам, значи да не отиде во контејнерот, да фрли таа кеса со сметот. И потоа блиската личност отиде, напиша мејл, се јави по инспекторатот, ги информираше господата таму задолжени.
Па не можеме ние да пазиме на секоја. Па зашто ви даваме лични доход? Па мора да се најде решение, секој ден го фрла сметот. А не е само таја. Милион го фрлаат. Што станува со реката? И што таа река нас не ни е потребна? Па дај да идеме негде таму да ставиме некои, што се вели, брани и воопшто да не протекува. Таа река е составен дел од нашите животи. Реката на животот тече. Но од другата страна и нашиот однос кон природата, нашиот однос кон општеството, нашиот однос кон самиот себе си тече. Онаков како што ќе тече, такви ќе бидат стварностите и вредностите. Ние не размислуваме за вредностите, ги гледаме тесните интереси. И јас се, ако ме прашате, каде се вие гледате тесни интереси? Па ја овде можам 10 емисии да ви направам само за гледање на строги лични тесни интереси. Не водење сметка на општество. И тоа можам да ви го раскажам од 45 година до сега. Не од 1990 година. И вие ќе речете како е тоа возможно. Ја ќе ви речам заради многу ниско ниво на свесност на човекот. Значи, многу повеќе барање на некоја форма на приклонување како вредност, отколку пропагирање на вистинската вредност. И тоа ние можеме да одиме од институција во институција. Ќе најдеме одредени вредности, ќе најдеме одредени поединци, секоја чест. Но во суштината, многу повеќе ги наоѓаме аномалиите. Дали тоа се случува по факултетите на универзитетите? Па имаме спорни прашања кој предава, како предава. Па кој како се мести, зашто се мести. Дали додиме во тие што се вели судски инстанции? Па кај ќе најдеме вредни, ама ќе најдеме 1000 аномалии. Дали ќе отидеме во тие економски текови на нештата? Дали да не зборувам за политиката? Кај што не се подразбирала етиката. Па ајде нека не биде етиката никаде присутна тогаш. Нормално да биде присутна, затоа што секој човек има одговорност, има должност. Должност како човек да придонесе за човештвото, да придонесе за општеството, да создаде хармонитет за семејството, да биде отворен за личноста и да биде свртен кон себе си како еден вид на задоволство, на исполнетост од сето тоа што претходно го направил. И замислете ја среќата ако вие придонесувате на тој план. Сега и тука можам да ви дадам примери на некои личности кои што придонесувале и ги развивале овие аспекти на живење, кои биле хумано ориентирани. И овде можам многу да ви ги раскажам, сега не е таква емисијата, кои што имале љубов во себе си, љубов од срцето, љубов да придонесе. Ама вие ќе речете, ама колкумина имале и исполнетост, колкумина страдале, колкумина биле прогонувани, колкумина биле оставени на мир. Ја ќе ви речам малкумина. Може и да не се сетам на некој од нив во моментот, зашто скоро сите страдале. Зашто луѓето на нељубовта ги атакуваат луѓето на љубовта. Дали тоа го имате и во една работна организација? Па го имате. Неработникот, полтронот, себичниот, го атакува највредниот, најспособниот, најпаметниот. Гледа на секој начин да го деградира, за да не се види неговата неспособност и да не се види колку е бедан. И тој гледа начин како на овој да му напакости. А овој професионален придонесен за компанијата, сака нештата да одат напред, има интелектуална подлога, но тој боде очи. Тој е премногу бел во мноштвото на црното. И автоматски црното се организира да го потисне белото. Дали некојаш у љубовните односи може да се случи тоа, па и во брачните односи. Каде што белото што придонесува некој со црното сака да го гази. А тој со црното зашто го гази? Може би има садистичка подлога. Може би е учен да гази. Може да уништува, да деградира. И може да се иритира што е некој морален, добар, честен, посветен. И не може да го поднесе тоа светло и убаво и бело. Дали ве ние вака што правиме емисија, па некој може да се јави, па да рече зашто вие зборувате за белото, за убавото, треба да се зборува за црното, за неубавото. Нема што вие да раскажувате за убави позитивни вибрации. Дај удрете на се што е негативно, анализирајте, прикажете. Ние рековме, може да направиме едно 10 емисии за негативните вибрации. И што придонесовме, останавме у негативното. Само збориме за негативното. Ние ќе го кажеме, ама ние мораме да се свртиме кон позитивното. Ние мораме да одиме афирмативно кон вредностите на животот. Што ако се зафатиме само за аномалиите? Замислете во љубовниот однос, само ги гледа слабостите на партнерот. Само гледаш што не добиваш, што ти не достига, а не ги гледаш вредностите, предностите кои што ги имаш. Може би таа партнерка е привлечна, што се вели морална, може интелектуална, може има некоја енергија ти одговара, а ти сега си се фатил колку има време за тебе, дали има време, што прави со времето, колку се врти околу тебе, колку тебе те става во преден план. Значи ги анализира слабостите, ама види ги вредностите. Може има повеќе вредности отколку слабости. И ние мораме на тој таз што повеќе да почнеме тоа позитивното да го качуваме. Затоа ви асоцирав низ призма на човештво да превлада позитивното.
Не да има тероризам, уништување, деградирање, алчност, само ние никој друг. Тоа некои држави го правеа, ама тоа беше нивна неосвестеност. Ето, отидојќа и индијанци, што направија? Се ги испоуништија, ги фрлија таму, што се вели, во тие логорите. Дали е тоа паметното? Па не е паметното. Треба да се сплотат луѓето, да се сближат, а не да се деградираат. Второ, во општество. Дали патокасот треба да оди кон подигање на позитивитет? Замислете го, стандардот да се подигне. Замислете го да имате доверба во судски инстанции. Замислете го да идете со чувство на исполнетост кај врвните медицински личности, кај докторите, кај медицинските сестри. Дека знаете ќе ви помогнат, знаете имаат алтруизам, знаете учеле, знаете дека имаат подготовка. Дали ќе бидете поопуштени? Или ќе ви биде страв, не да Боже, да не налетата на некој што го прошверцувале? Со диплома, со позиција, со ред други нешта. И тогаш вие се стегате. Така што нештата се различни, од која место положба ги гледаме. Тој кој што е на врвот, не ги гледа тие што се на дното. Тие не му се во агендата. Тие му се во агендата еднаш на 4 години. И тоа му се неколку сати. И после пак не ги третира. Тој малиот што е наобичен на дното, тој треба да најде начини, методи како да се подигне, да го смени пристапот, методот. Да почне малку да гледа за тие што се доле. Ама сега, знаете, ние можеме да теоретизираме, ама практични примери слабо гледаме. Во светски рамки слабо ги гледаме, но за среќа кај тие некои, што се вели, општествени системи, таму премногу им е јако општеството. Системот им е јак и пак колку толку малиот обичен човек не може да биде деградиран. Има начела и методи како да биде заштитен. Но во некои системи каде што владее, што се вели потенцијален хаос, ти тогаш не можеш на што да се потпреш, и ти тогаш живее со страф, живее со туѓување и живее со чувство дека ќе дојде неправдата. И тебе таа неправда кој ќе те зафати длабоко те повредува. И ти ја носиш во себе си, се чувствуваш мал обичен и тогаш мал некој ветар да продува во љубовните односи, ти се чувствуваш повреден, бидејќи повторно гледаш неправда. Некој не ти посветил внимание, неправда. Некој пријател сега кога е искачен кон некој позиции не те забележува. Некој во семејството од кој што придобил поише имот, па сега за тебе не води сметка. Некој во работната организација кој си го форсирал, за кој си стоел, кога успеал, веќе не те забележува. И ти тога чувствуваш неправди. И тие неправди те погаѓаат и замислете идат во микрониво. Во микрониво, во една обична ситуација кај што не треба толку да се вознемируваме, ние се вознемируваме, зашто сме се навикнале на неправдите. И македонскиот народ е склопен, што се вели, создаден на основа на неправдите. Него константно му се предизвикувале. Но најстрашното дојде кога самиот македонец почна да прави неправди кон сопствениот македонец. И тогаш се разјаде клетката или потенцијално се деградира. А тоа од 45-та година не ви е од вчера. И автоматски нештата гледате идат со еден вид на анксиозност, на немир, на стрес. И ние живееме стресогено. И не живееме со осведочена свест, туку се една потреба за заштита. И затоа нас љубовта како да не ни циркулира. Затоа што за љубовта да дадеш, треба да имаш отворено срце или треба да имаш опуштеност. Треба да си релаксиран со сам себе си, треба да бидеш у хармонија. А како да бидеш? Кога екзистенцијално не си среден, кога не знаеш работно место, кога не знаеш финансиски како што, кога не ја гледаш перспективата за децата, кога не знаеш на институциите колку да се потпреш, и автоматски ти се стегаш и срцето не ти зрачи. Ти гледаш да опстанеш, да екзистираш, па не е битно како, ама имаме и вегетирање како екзистирање. Ама не е тоа вистинско екзистирање. Тоа е само квази постоење. Затоа ви ги асоцирам овие аномалии кои што се провлекува. Значи, каде што македонецот си го носи тој ген или код да се чувства обесправен, но најголемиот проблем за македонецот почна од кога почна и самиот себе си и другите околу себе си да ги обесправува. И тука е заканата на пат во бездната. Затоа што ние знаеме тој од Сан-Стефанскиот договор, Букарештанскиот договор, од распарчувањето на македонската територија. Ја знаеме неправдата на странските сили, мислам, страшни неправди се создавани врз овој народ. И кога овој народ конечно доби шанса, самиот да управува да придонесе со поинаква вибрација, да води сметка за мал обичен човек, да не се тераат луѓето на улицата туку така да се уништуваат, деградираат фабриките, да не се наметне таква транзиција и квази приватизација, да не се разграбаат акциите, тој тоа не го искористи, не приде со вибрацијата, тој приде со отпорот, приде со негацијата. И имињата, презимињата на таквите поединци не ги знаеме.
некои се професори, некои бивши политичари, некои таму се вртат ден на една, ден на трета, пета, десета страна. И што за нив да збориме? Луѓето на љубовта, луѓето на златното теле. Затоа што си го гледале интересот. И затоа што гледале да придобијат, да приграбат. И на крај почнале да го креираат јавното мнение, бидејќи станале капиталисти, бидејќи го имаат основата на додворување, упикување, па да не решам индиректно владење. Тука се медиумите, тука е економскиот капацитет, тука е стапанското дејствие во сите пори на општеството. И автоматски нељубовта ја завладее и таа мала љубов која што се подразбираше дека има. И затоа ние се претопивме во општество каде што е многу малку љубовта, односно многу повеќе доминира нељубовта. И тогаш не е случајно што ги имаме сите овие ситуации. На еден со друг разјадување, напаѓање, деградирање. И сега и некоја добра идеја да се прокламира, некој ќе ја нападне, затоа што е со отровот, со токсинот. Тој вели само е добро тоа што е добро за мене или тоа што е добро за нашите. Ама дали е тоа доволно добро за сите нас? Затоа ви асоцирам клетката на општеството како една категорија на врвна љубов. Тоа е многу битно за да биде воспоставено. И не можеме ние да градиме хармонитет без еден вид на добродетел и напредок во одредено општество. За ова има многу што да се зборува. Само еве вака накратко да ви асоцирам колку е битно да се размислува за овие тематики. Значи тематика човештво, тематика општество, па сега ќе преидеме во другите тематики. Но вие сте на потек да видам што мислите да ме прашате. Па вака, јас би ве запрашала, Зуки, дали трката по материјалното, предавањето на ниските страсти, потребата за муки, слава се фактори на среќата и како се рефлектираат тие врз љубовта воопшто во животот на човекот? Така е, драга Слободка. Потенцијалот кој го има човекот е врзан и кон љубовта, и кон алтруизмот, и кон помагањето, и кон солидарноста, и кон чувството за другиот, и кон алтруизмот. Го има тоа кај луѓето. Некојаш кај некого ќе се види преку очите, понекојаш преку доброто дело, преку хуманиот ангажман, преку помагање на унесреќници. Значи, човекот е и хумано суштество, но човекот е алчно суштество. Неретко, кај некои поединци, многу повеќе превладува алчност отколку хуманост. А многу јасно може да се види хуманото дело. Сори, не треба ни хуманото дело да му го гледаме, колку е неговото чувство да придонесе за работникот. Вие замислите се од огромен вид на заработка, од огромниот колач, вие да фрлите трошки за работниците, кои меѓу другото го создале тој капитал. Ја создале таа можност да овој се насладува, да ужива во огромното богатство. Тој тоа го направил со својата идеја, со својот ризик, со својата иницијативност. А може би и со придобивките кои му ги овозможило општеството. Низ призма на квази приватизацијата и транзицијата. Значи, придобил, ама треба да возврати. Тоа ви е алтруизам. Значи, јас имам убав среќен живот, ја придобив општеството, ја придобив во заедницата, ја ќе возвратам на заедницата. Првото начело, од огромниот колач на заработката ќе го подигнам личниот доход на обичниот работник кој работи за мене придонесува. На тој начин се подига стандардот на работникот. Работникот има повеќе пари, тие пари му ги дава на своето дете. Детето оди учи, оди на курс за странски јазици, оди на курс за компјутери. Детето се надградува. Може да отидат целото семејство на културни манифестации, да следат театарска представа, да отидат на балет, да отидат на опера. Зашто? Што имаат повисок личен доход. Затоа што имаат повеќе можности на основа на таа заработка да вложат за себе, за својот културен развој. Може да си купат книга. На тој начин гледате како големиот капиталист му возвраќа на општеството. Затоа што му го подига личниот доход на вработениот и на основа на тоа го подига стандардот. И утре некој друг кој што е малку посебичен, ќе го види тоа и некој трети, четврт и ќе се воспостави еден нов стандард, ќе рече чекај сега. Сите сакаат да работат кај овој стопанственик, ја ќе останам без вработени. Да јас да им го покачам личниот доход на моите вработени. Да и тие малку да осетат да видат. Тоа дали го имало кај Хенри Форд, производителот на автомобили Форд во Америка. Па го имало. Тој ја сместил подвижната лента и молеснил на работниците. Тој бил тука околу нив. Тој отворил таму во близина, значи каде да се сместат семејно дури вработените. Им дал повисок личен доход. Во тоа време им дал многу повисока надница. Сите другите се надувале, конкуренцијата се чудела. Он вели, јас сакам да бидат ефективни, стрекни исполнети на работното место. Кои ќе дојдат, ќе бидат попродуктивни, повеќе ќе придонесат. И тоа негова идеја вроди со плод.
И дефинитивно автомобилите Форд беа во тоа време најпродавани и тој дури овозможи цената на автомобилите биде многу пониска. Значи работеше на намалување на трошоците, на подигање на продуктивноста на работникот, работеше на иновативни техники, менаџерски се постави да биде директен учесник да наблюдува и на тој начин да овозможи крајниот производ да биде подостапен за потрошувачите. И со тоа се изврши еден вид на револуција на автомобилскиот пазар, во кој што сите имаат добродетел. И Америка, низ економска гледна точка, и работниците како повисок личен доход, повеќе задоволства, привилегии, и потрошувачите кои што си имаа можност да дојдат до многу поевтина квалитетен автомобил. Значи идеите се тука, но не се доволно присутни во свеста на луѓето кои што се исклучиво ориентирани кон профитот, алчноста и егоизмот. Се јас, на пример, во моја гледна точка како писател, оваа книга сум ја намалил барем малку. Оваа книга во цената заслужува да биде иста цена како моќта на умот, моќта на срцето и како астролошки патокс. Значи заслужува, затоа што јас сум ги финансирал, никој не стои зад мене, знам колкави се трошоците, плюс има 30% рабат за книжарниците, плюс има 5% ДДВ, плюс на трансакцијска кој ќе ми ги префрлат средствата 10% за државата. Значи, колкава ти е заработката? Кој ќе видиш многу мало. Ама јас пак сум ја намалил целената на заштита на злото и негативните вибрации. Малку сум ја намалил колку толку, а не е ни толку малку, за да некој може да си ја прочита, за да му користи. Може некој ги гледа тие денари, може му е побитен хамбургерот, може му е побитно тамо не знам што чипс да јаде, може сака газирани пијалоци. А за книга нема да даде толку пари. Може ќе оди на некој си не знам каков концерт на турбо фолк пејачка, па ќе даде 3 пати повеќе од колку што чини книгата. Ама за неа нема да даде, ќе рече мене ми е скапа. Еве затоа што му е скапа, ја му ја намалив цената. Зашто? За да го поттикна малку да ја пробуди свест, да чита, да се надгради. Тоа е мојот придонес. Не сум јас стопанствени капиталист, па да ги продавам по 10, 20, 30 денари книгите. Морам ја да нешто заработам, утре да можам нова книга да испечатам, како што вие кажавте. Сега работам на книгата во која што ќе елаборирам љубовта, сите аспекти на љубовта. Значи тоа е придонесот. Мал придонес, ама добар. Замислете ги капиталистите, стопанствениците со огромниот капитал, мал придонес зададат. Еве, сега ако не гледаат, да покачат барем 5 до 10% на работникот, личен доход. Па тој работник ќе земе по некој денар плюс. Па може тоа ќе му нешто користи. Па нешто ќе подпомогне деца. Па ќе се организира, па ќе биде посреќен. А за капиталистот тоа е една капка во морето. Проблемот е зашто тој тоа не го прави. Се јас да имам еден скен да влезам во неговата глава и да најдам некои објаснувања, не можам. Иако со еден новинар со кого правиме емисии, он ми вели, па добра, ама не е лесно да се инвестира, да се одржува компанија. Па да, не е лесно, ама ти го знаеш ли капиталот, профитот негов колкав ме? Па тој може на годишно ниво милиони вади. Па тие ни милиони може да даде 1%. Малку повеќе за работник, 2%. Тој нема да се осиромаши, нема да пропадне бизнисот, нема неговите 7-8 поколенија да страдаат заради тоа што овој дал нешто повеќе. Значи, зборуваме за ниво на свесност. Апропо, значи, љубовта и омразата, или алчноста. Гледате каде што е љубовта? Љубов кон природа, кон цвеќе, кон животно, кон друг човек, кон различен човек. За мене човекот е човек. Јас сум пораснал и со албанци, и најдобри другари ми биле. И сум играл, и сум модел во нивни семејства, и сум спортувал. Јас ги сакам сите луѓе кои се луѓе. А не затоа што е некој тоа, ја не го сакам. Еве у Турција нели бев? Прекрасно поминав. Бев и во Грција, ќе кажам. Па зашто да не кажам? И таму сум нашол луѓе фини, прекрасни, еден таму што продава локомадес и толку ме засака да стално и сака да ме почасти. А Грк. Убава енергија, позитивна вибрација. Што е битно човекот од каде е? Битно да е човек. Кога ние тоа ќе го научиме, ќе имаме шанса. Ние тоа никако да го сватиме. И ние само гледаме униформисано. Кој е од мојата партија, кој е од мојата раса, кој е мојата религиозна вероисповед, кој е ова, кој е она. Па чекај бе, гледај ги вредностите, гледај љубовта, гледај позитивната вибрација, гледај ги убавите нешто во животот. Едноставно јас не сум против, ете, еден мој драг пријател кој што ми даде некои критики во контекст на тоа што јас размислувам низ призма на космичка религиозност, тој атеист, ја го гледам него со љубов и он исто така ми возврати со љубов.
И он напиша прекрасно, рече, се тоа ставови. Што сега? Ако некој е верник, а некој атеист, треба да си ги извадат очите, па ќе најдат заеднички интерес, па ќе видат што е добро за нив. Значи, ако е некој верник во некоја космичка поставеност на нештата, а некој е ортодоксен верник во религиозна гледна точка, пак не треба да бидат непријатели. Пак треба да најдат заеднички интерес. Или пак некој ако не верува во една, што се вели, креационистичка рамка, а верува во етика, во морал, зашто тој да биде непријател на овие другиве двајца? Па ќе се најдат на таа рамка, на рамката на љубовта, на рамката на позитивната енергија, на рамката на придонесот. Ја мислам дека така треба во животот, добронамерност. И критика, ако е добронамерна, е прифатлива. Но за жал преовладуваат оние критики кај што сакаме да го деградираме, уништиме другиот. Но и веќе продолжиме ние со оваквиве теми во тој нов циклус на емисии позитивни вибрации, само за да шириме свесност. Пред се љубов и позитивна вибрација. Пак ќе ви кажам, Слободка. Ние можеме за аномалиите да зборуваме. Таа е многу примамлива тема. Луѓето како да сакаат повеќе омраза, крв, борба, критики, да се анализираат сите неубави работи. Како да сакаат и не затоа се трупаат со оние турски несерии. Таму знаеме ние што има. Таму немаме позитивна вибрација. И убаво гледај ги. Ама па малку опушти се. Немај само со тоа негативното да се трупаш. Најди нешто позитивно. Види нешто во текот на денот. Придонеси за најблискиот. Дади нешто тука околу себе си. Најди начин за еден добар збор. Не секогаш на штета на себе си. Освен некогаш. Затоа што ако поодиш епте на штета на себе си, ќе се деградираш, ќе се дисхармонизираш и утре не ќе можеш на оној на вистина на кој му треба помош и да му возвратиш. Јас предлагам да направиме една кратка пауза. Ве молам за една музичка пауза, Рижија, и продолжуваме за кратко со емисијата. Поради тебе јас не спијам, зашто знам, никој не ме чека. По моите џебови тежат камења, а ти си река. Си одиш горда и убава, и не се вртиш назад. Сакам да излезеш од срцево, но нема таква сила. Можеш се да правиш, ништо наше да не спомена.
Поштовани гледачи, те се одморивме ние малку, иако е овде многу жешко во студиото, ние продолжуваме со вториот дел на емисијата Позитивни вибрации, темата која што вечерва е актуелна и насловена љубовни вибрации. Зуки, моето следно прашање до вас е конкретно за љубовта. Љубовта создава болка. Дали вреди таа болка? Постои ли вистинска љубов и како да се препознае таа вистинска љубов? Дали е таа потреба како што е храната и топлината? Па видете сега, во историјата постоеле вистински љубови, кои што траеле и кои што обстанале. Може би нашите почитувани гледачи познаваат многу личности кои што се задржале во љубовта, кои што остарале заедно, кои што ја имале таа блискост, семејна подлога и така натака. Значи постои вистинска љубов, бидејќи практично на вистина можеме да најдеме личности кои што ја негувале таа вистинска љубов. А што е вистинска љубов? Тоа е посветеност, припадност, верност, флуид, страст, енергија и чувство за другиот. Тоа би е вистинска. Значи, кога само гледам за себе си, како е тогаш вистинска? Кога ставам и другиот колку што се ставам себе си, тогаш е вистинска. Затоа и Спасителот Исус Христос има кажано, сакајте ги другите како што се сакате себе си. Но од другата страна, посветеноста, на која што сите ни алудираме, денеска како да исчезна. Луѓето не се доволно посветени. Дали затоа што немаат време, дали затоа што се преокупирани со нешто друго, дали затоа што поминале ни животот со многу болки и страдања, едноставно се изместиле. И во тој контекст не можат ни да размислуваат за другиот, ниту можат доволно да му се посветат, а можеби и тој другиот па премногу очекува посветеност и автоматски кога чувствува дека овој другиот не му е доволно посветен, се изместува. Значи, две прашања се во игра. Првото, дали доволно се посветуваме на другиот и второ, дали претеруваме со барањето другиот да ни се посвети нам. Зашто нештата се промени. Гледате брзо темпо на живење, работни обврски, тука ако ставиме деца, ако ставиме човек како човек со своји слободни потреби некаде да прошета да излезе. Не може секој секого да го следи. Не може секој секому да му биде идеално посветен. Не е она време кога немаше ни телевизори, немало ни што се вели мобилни телефони, немало ни не знам какви работни задачи и обврски. Туку сега ние доаѓаме во западниот стил на живење, каде што мораме да се приспособиме. Прво на себе, второ на темпото на живење, а трето пред се на другиот. Ама клучно е да го сакаме тој другиот и да сакаме да му се приспособиме. Некојаш луѓето не сакаат да се приспособат, бидејќи чувствуваат дека тој не ги задоволува на доволно ниво. И со него се само заради филозофија на 50-50. Знаеш што е 50-50? Значи, 50% ми е добар, ама не е доволно добар за да можам целосно да му се посветам и да го засакам, бидејќи се кога е 100%. Но, бидејќи не знам дали ќе налетам на 100%, и бидејќи животот е проблематичен, и бидејќи може и другиот е полош од овој, дај да се задржам на 50. Барем имам некоја си тамо врапче во рака. И луѓето така фрустрирани со врапчето во раката, а малку се загледуваат кон голубот, а тој шета околу наоколу, и тие се фрустрираат. Ниту голубот може да го фатат до него да долетаат, ниту па се задоволни исполнените од врапчето кој го држат во раката. И во тој случај, самите фрустрирани не зрачат со љубовта и се изместуваат. Ја што ќе речам? Ако е 50%, тие се 50% направи ги да бидат вистински 50%. Затоа што дефинитивно во животот нема 100%, ретки се 100%. Кај да ги најдеме ние 100% во брзо темпо на живење? Кој може целосно да ви се посвети да биде оно како што вие сакате? Еве ај ние да земеме сега и тука некоја скулптура и да моделираме и да направиме како што сакаме, па прашање дали ќе ја направиме. И ќе ја погледнеме и ќе речеме овде нешто не достига. Изгледа овде нешто не го направи како што треба. Самите ја правиме, ја цртаме, па може нема да ни биде доволно добра. А кога ќе не биде доволно добра? Во јас сум уверен дека е доволно добра. Значи јас ја цртаме, видам, и супер е, прекрасна е. Јас со таа личност сум, одлична е, ме исполнува. Таа може не ме исполнува, може нешто, некои работи не се доволно добри, ама јас ја восприемам како доволно добра. Како личност што во моментот ми одговара, која на некој ниво го придонесува мојот личен развој, со која јас сум колку толку задоволен. А ако речеме да бидам совршено задоволен, ќе станеме несреќни и незадоволни. Бидејќи не може никој да биде совршено задоволен во овој денешен начин на живење. Односно, може да биде во почетокот на љубовните врски. Тогаш владеат хормоните, тогаш постои флуидот, тогаш постои привлечноста и тогаш нештата ни се чинат идеални.
Но тоа е хормонална игра за која сум пишувал во книгата Моќта на умот, моќта на срцето. Дефинитивно детално објаснети тие прашања. Значи на почетокот самата природа ни наумила да ние се отвориме и да направиме нешто, за да влеземе во контакт. Ни се разгорувате окситоцин, хормонот на гушкањето, на милоста, што се вели на нежноста. Од другата страна се буди и естрогенот кај жената, тестостеронот и потребата за страст, за флуид. И тоа е така на почетокот и обично трае 3 до 9 месеци, кога нам ни се чини дека тоа е идеално, дека тоа е тоа вистинското, дека јас мислам дека за таа личност се ќе дадам и таа за мене и дека тоа ќе трае. И тоа може да трае тие месеци. Но со тек на време се губат тие хормонални привлечности. За 2 години детално се губат. И тога се гледа реалната состојба на нештата. И тога се гледа кој колку кон кого бил посветен. И тогаш може кај некоја личност кај која опаднала хормоналната привлечност да се јави немир, фрустрација, незадоволство, некои стари рани, чувство на потреби поразлични и да види стварноста. Но стварноста може ја гледа на два начина. Прво, објективно, зашто може некои нешто не се доволно добри, а заради хормонална привлечност не ги видела. И второ, да ги гледа од аспект на фрустрација, на немир и на барање на нешто што е идеално. А идеално не постои. Значи, бараш нешто што го нема и се изместуваш, станаш фрустриран. Не ги приспособуваш работите, не го прифаќа човекот таков како што е, а вистинската љубов пред се бара прифаќање. Значи, јас ако имам љубов, ќе ве прифатам, па сега нешто не ми се допаѓа, па не ми се допаѓа и кај мене има нешто што на друг нема да му се допадне. Дали е тоа безусловна љубов? Па добро, безусловна, ама кај ќе ја најдете вие безусловната? Таа е само романите од тетратките. Која е таа безусловна љубов? Луѓето имаат барања, имаат очекувања. Имаат минато, имаат разни нешта што ги проживеале. Затоа што видете сега, имаме две точки многу проблематизирани. Една е категорија на искуство, втора е категорија на време. Категорија на искуство. Вие ни живота сте поминале. Сте имали искуства. Некој ве повредил, негде сте имали очекувања, негде сте верували у љубовта, некаде сте имале премногу давање. На крај сте се разочарале. Вие сте вметнале отров, токсин, немир, фрустрација длабоко у себе си. Може би сте го потиснале, а може би сте го разрешиле. Најчесто сте го потиснале. И тоа станало кај вас како одредено животно искуство, кое е болно искуство. И вие продолжувате во животот. Налетувате на некоја друга личност. И со таа личност горе-доле доживувате некое болно искуство. Или имате некоја ситуација каде што повторно вие сте се изместиле. Вие пак продолжувате напред. Но веќе не сте истиот човек. Вие сте токсицирана личност. Вие подсвесно веќе имате одредени атрибути на немир, на отпор, на страф, на што ќе биде, да не сгрешам, да не овој ме повреди, да не ми предизвика ред други нешта. Тоа произлегува прво од љубовни односи, низ кои сте поминале, второ од семени односи во кои сте живеели, трето од општествени ситуации во кои сте се нашле. 3 прашања. Да не ја ставам и генетиката како клучен четврт аспект. И да не ја ставам свеста и сваќањето на работите како пето. Значи, замислете колку е детерминиран човекот и колку е поразличен апропо човекот на 20 години или на 18 години. Значи, овие веќе како одат низ времето, тие ги чувствуваат аномалиите на искуствата, посебно на нехармонизираната свест и препознавање на слабости и на вредности. И во тој случај, многумина кои што може биле воспитувани на тој и тој начин од семејството. Може родителот се наметнал, може влиел негативистички. Може би на некој начин придонел овој да се фрустрира. Немој тоа, немој ова, што ако она, јави ми се мене, стани ваков, направи таков. Во тој случај човекот не е веќе себе изграден. Во него е вметната нишка од она што родителите му го асоцирале. Но може би родителите живееле во едно поинакво време со поинакви сваќања, со поинакви кодекси на одесување. Нешата се менуваат. Но овој е бомбардиран со свеста, со влијанието на родителите, со вибрацијата на родителите. И веќе има една нишка на очекувања или има еден вид на товар длабоко во себе си, со кој мора да се бори, а тоа е очекувањата на родителите. И како оди понатака ни животот, нели, се судира со некои матрици кои што му ги наметнале родителите. Да речеме, ако е со Едипов комплекс и премногу приврзан со мајката, тој има потреба да пронајде во партнерката мајка. И тој не е слободен веќе во изборот. Тој е воден од таа агенда, да најдам мајката, да најдам заштитничката, да најдам ова што ќе биде околу мене, да најдам таа што ќе ме слуша, да најдам таа што ќе се грижи, да најдам таа што ќе ме третира несвесно како дете.
И сега таа партнерка првично му одговара низ линијата на барањето, на тоа што он го бара, на матрицата на дете. И таа му ги исполнува желбите. И таа нели воспоставува еден однос, бидејќи таа можеби имала претходно некој брз, нервозен, конфликтен, некој премногу татковски ориентиран, некој што сакал да доминира. И одеднаш наидува на овој мирниот, финиот, пасивниот, оној кој што е култивиран и кој е послушен, и од неа само бара да биде емотивна, да се грижи за него, не ја критикува, не ја напаѓа и задоволителен. Но луѓето не се исти. Таа вели, добро е за промена, конечно најдов еден поразличен, овој ми одговара. Но како оди времето, гледа дека не е за таков партнер. Чувствува дека овој премногу е од неа направил мајка, него има него како партнер, го има како дете. Овој од другата страна, кој ќе види кај не се промена, дека ова не сака веќе да игра улогата кој овој ја наметнал, доаѓа конфликтот. Доаѓа до разединување, доаѓа до отпор. И затоа многу жени се чудат зашто биле воопшто со такви мажи. Како ја прифатели улогата? Па ја прифатели заради минати ситуации најчесто. Каде што или родителот вметнал што треба да избере, па као мирниот добриот, не следење на својата внатрешна природна состојба, тоа која подразбира, ако има страст, ако имаш енергија, баре човек со страст со енергија. Ако си со интелектуална подлога, ако си рационален тип, баре човек со ментална силна енергија. Ако си преемоционален, преранлив, баре оној кој што е преемоционален, преранлив. И најдете ја сродноста. Не, туку се создал еден вид на дисбаланс, на енергии, што се вели на карактери. И тие различни карактери со тек на времето доаѓаат до конфликт или доаѓаат до разединување. Иако на почеток спротивностите се привлекуваат и се интересни и збогатуваат. Но гледат, подоцна таа со страста, гледа овој не ја задоволува. Вели овој е одличен, добар, иде ми го фрла сметот, пазарува во продавниците, полни резервоарот од автомобилот со бензин, одличен е, прекрасен, ама не ја задоволува кревет, не заинтересиран, слаб, не го бидува на тој план. И сега таа што вели? Па чекај сега, што ја сега да изберам? Дали од едната страна, овој со страстите, со мажественоста, со јачината, со карактерот, со духот, ама кој па не е полтронски ориентиран да иде да ми трча на секој чекор, она што јас го барам, или овој кој што ми е послушен, мирен, ама не ми е атрактивен, не ми е интересен, ми е здодевен и се со него ми е веќе познато. И еве ви фрустрација. Зашто? За не следење на својата внатрешна природа. Затоа број 1, за да успееме во љубовта, мора да се следиме себе си и многу добро да знаеме што сакаме. Да не води некој подсвесен аспект на личноста. А тој подсвесен аспект на личноста неретко не е креиран или од родители или од социјална средина. Не е исто ни да живееме во Скандинавија. Ја често ја спомнам Данска. Друга приказна е Данска. Или да живееме, да речеме, во Саудиска Арабија. Каде во Саудиска Арабија? Ако бе фатат, отидовте. Друго е да живеете во Македонија. Значи, различен е концептот на живење, на екзистирање и од гледна точка на социјална средина. Тоа е првиот аспект. Како се гради личноста? Така, на основа на општеството, социјалната средина, семејството, опкружувањето во кое екзистира. И ако тука ставиме генетски фактор, за кој сега ние немаме простор ни време да разговараме, затоа ги има книгите да прочитаат, тогаш ние ќе утврдиме дека карактерот на човекот, неговото поведение, неговата личност е страшно маскирана и опасна да ние ја определиме и ја категоризираме од прва. Значи шанси нема. Да речеме таа личност е таа личност. Таа личност ќе остане вечно таква каква што е. Нема да остане. Бидејќи таа е моделирана од разни форми. И таа мора да остане таква каква што е на основа на себе, а не на основа на моето побарување и моето мислење. Што значи? Нема гаранција за никого. За самите себе си не смееме да гарантираме. А камели за другите. И затоа имаме проблеми во тие односи на безусловна љубов. Таа безусловна љубов се гради само помеѓу изградени личности. Јасно конкретизирани, кои имаат суштинска цел, кои што се на високо духовно ниво. Ај видете ви ова западно општество на доминација на капиталот, колку има духовно изградени личности. И ви ги проблемите. Значи, ова само ви дадов еден мал пример на овој со едиповиот комплекс, апропо партнерката која ја има страста и енергијата, која ја потиснала, само заради потребата да промени нешто друго во животот, во љубовта, да се подсмири малку. А претходно да била премногу, што се вели, со страстите со енергијата. Значи, избегала од страстите од енергијата. Човекот не смее да бега од себе си. Ако има страст, ако таа страст е премногу јака, ако нагонот е владее, гледај да најдеш партнерка или партнер кој што ќе ти го задоволи нагонот. Стави ги приоритетите, стави ги агендите на масата. Што мене ми е најглавно? Сега имаме и втора страна на медалјата. Ја налетувам на момчиња. Сака да шета, сака да оди со разноразни, сака тамо, па после барал да нашол морална, поштена, невина и не знам каква.
Па велам, зашто ти си создаваш таква пресија, таков товар во себе си? Па не сакам ја, она мене многу да ми шетала. Ја видов се што има. Па ти се од тоа што виде, сега ти мислиш дека баш тебе ќе те задеси по инаквата судбина. И со тој се детерминирал, страшно се ограничил. Зашто? Затоа што прво живее низ матрица. Матрица да биде таква. Еве ја ќе му ја донесеме. Најморалната, најпоштената. Која му е гаранција дека ќе му остане најморалната, најпоштената? Ако таа не работи на себе си, ако нема изграден дух, ако не се најдат енергетски, ако не се сродни еден кон друг. Значи, не е формата да го најдам послушниот, мирниот, што ќе ми притрчува на секоја моја наредба, и еве го најдов, ама не го најдов за други работи. Или пак да го најдам за креветот, за страста, за флуидот, ама вамо нигде го нема и да се бале некаде шета низ градот. Ниту го знаеш кај, ниту што прави. Зашто таков темперамент? Повторно нешто ќе добиеш, нешто ќе изгубиш. Тоа е проблемот, драга Слободки. Во животот не можеме се да добиеме. Тој што добил се има огромна среќа, ги има такви луѓе. И сега ако ме прашате која е најголемата среќа, ја ќе ви речам семејната хармонија. Затоа што таа ичезна, таа нема. Луѓето премногу трчаат по други работи, премногу окупирани со себе си, не работат на сопствените слабости, ги потискаат работите, стануваат незадоволни, автоматски шират деструктивна енергија наоколу, неретко и во семејството. Но кога имате семејната хармонија, имате се. Зашто? Имате разговор, имате блискост, имате вистински човек покрај вас, имате напредок потенцијален за децата, живеете во една рамнотежа. И кога ќе ставите на еден кантар, што ви е подобро? Највисоката титула и семејна дисхармонија или семејна хармонија, па не се битни титулите. Нормално дека семејната хармонија ви е победна. Ама тоа колку мине ќе го изберат. Многу повеќе ќе отидат. Да имам статус, да имам пари, да имам женски околу мене, разни по институции, која сакам да ја бирам. Да бидам близок до оние, до власта или до било какви. Да бидам со се што е брендирано. Ама хармонија, семејна или љубов. Не ме интересира, имам јас квантитет. Значи, тука е проблемот на луѓето. Почнаа да бегаат од квалитетот. И таат од квантитетот. Западното живење тоа нас ни го донесе. За разлика од порано, кога се подразбирал чистиот образ, кога моралот бил многу појака предпоставка, кога семејната хармонија преовладувала, сега превладуваат други нешта. Затоа, луѓето се фрустрирани, луѓето се изместени, луѓето во голема мерка се репресирани од разни форми. Незадоволниот, фрустриран, репресиран човек како ќе придонесе, како ќе изгради хармонитет, како ќе се изгради себе си. И затоа ние живееме во неуротично општество, всушност во болно општество. Во болно општество, кога живееш, тоа станува болно на основа на своите деца кои што живеат во него. Значи, изгледа има многу болни деца на ниво на духовна свест, заради кое се изградило болното општество. Но тоа болно општество не е категорија само на нас. Вие отидете во суседството, видете ги србите, видете ги и во Црна Гора, одете во Босна, одете во Словенија, одете во Хрватска, отидете било каде наоколу. Не се работите сјајни. Зато имаме префрустрирани суштества со неуротична подлога. Во тој случај, затоа кај американците Прозак, кај нас е овој диазепам и тие медикаменти кои што треба да им помогнат психички, нервно да се малку од малку подсмират. Затоа многу се консумираат тие медикаменти. Затоа што преовладува стресогеноста, затоа што сме под постојан удар на нештата околу нас, затоа што не сме смирени длабоко во нас, затоа што не знаеме колку да веруваме на луѓето околу нас, затоа што не гледаме една светлина во тунелот во кој се наоѓаме. Сето тоа заради болноста на општеството. Едино не вади нас, што и сите други општества се болни. И американското општество е болно. Немојте да мислите. И французите не се сјајни. И во Италија да отидете, еве јас кај што сум бил, сум видел аномалии. Еве ги британциве сега. Само тоа не вади нас. Сите се во матното. Испадна човештвото не функционира. Може ќе најдеме некој пример. Ама еве ја гледам и следам и филмови, гледам и швеѓаните ги следам. И таму имаме аномалии. Норвешка какви се работи има и во семејната подлога. Какви се патологии кај не се јавува и педофилија и ред други нешто. Значи, не се сјајни работите на колективно ниво. Ориентацијата е сосема поразлична. Затоа детска проституција, затоа бело робје, затоа гледате ваму ова што е форсирана наркоманијата и така натака. И ред други аномалии. Гледате фармацевските индустрии како профитираат, пласираат што и ти не, го држат во заробеништо човекот. Само да нема пробудена свесност, да стане што се вели консумент, потрошувач на разни медикаменти.
И така се успива, така чувствата не му работат, така се умртвува и така е лесен за контрола и манипулирање. И утре лекот знаете каде ќе се најде? Во чипирање. Ќе ви дадеме чип за да се подсмирите, да бидете супер, ние ве контролираме, ќе знаеме на кое ниво сте. Ако почувствуваме опасност, ние реагираме. Одма да ве спасиме. Ама всушност се работи за чипирање на свеста. И тука е нашиот најголем проблем. Многу ниско ниво на свесност. Ама сега немам ја тука простор за да дискутирам за овие прашања. Само ви асоцирам колку е тешко да се гарантира за другиот во љубовта. Заради категоријата животни искуства, разни болки, страдања, неразрешени работи на подсвесно ниво, натрупаност со искуства. Тоа не е лесно да се ичисти. Но кој работи на себе ќе го ичисти. Ќе чита книги, ќе работи, ќе размисла, ќе ичисти. И сега само да го кажам и на второто. Тоа е категорија време. Времето е на страната на младите. Млада личност 18, 19, 20 години. Прекрасно. Зашто ќе речете? Бел из хартија, што би кажал Џон Лок, табула раса. Да допишеш у поле на љубов. Ја не верувам во табула раса, верувам во вродени идеи, она што го асоцирал Рене Декарт. Но еве, земаме теоријата на бел из хартија. Младиот човек, барем во полето на љубовта, може да ја го креира белиот лист хартија, иако е детерминиран од социјалните устови во кои живее, од семејството од кое произлегува. Значи е детерминиран, ама не е детерминиран од минатите љубовни искуства, бидејќи млада личност немал љубовни искуства, може то прво да ги гради. Но каде е најголемиот проблем на младите личности во денешно време? Што ако не се обременети со животните искуства низ призма на љубовта, со болките, страдањата, со разочарувањата? Еве не се обременети, ама се обременети со ниското ниво на свест. На младите им работат хормоните, не размислуваат, се истрчуваат, влегуваат во опасности. Заради тоа доаѓа до венерични болести, доаѓа до несакани бременности, доаѓа до големи љубовни разочарувања. Зашто ќе речете? Нема свест, не размислува за опасноста. Го водат хормоните. Еден Клинтон го водеа хормоните, а не па млади личности. И тука е главниот проблем. Овие повозрастните што поминале ја добиле свеста со болните искуства, но се па натрупани на подсвесно ниво, имаат многу предрасуди или имаат многу фрустрации и веќе ти реагираат за најмала ситница, ти се возбудуваат, стануваат нервозни, што ти ќе се чудиш како може тоа да биде проблем. Па станува затоа што е обременета таа личност, носела товар, затоа што тоа ја детерминирало, не ја да ослободило. Може таму напуштање, може би ваму некоја ситуација, може би ваму разочарување, може би ваму жртва и тоа ја обременило. И личноста веќе нервите не се исти како што било на 18-19 години. Веќе многу се позатенчени. И што испадна? Трче по медикаментот, трче по вакво такво решение, возбудувај се, биди анксиозен, биди во стрес, биди во нервоза и ти сега бараш хармонија и се изместуваш заради некои банални работи на дисхармонија. И така почнува тркалото да се врти на еден вид на отуѓување на раздор, а за најсмешни не толку битни работи. Затоа што крупните работи се јасни. Непочитување, неверства, неводење сметка, навреда, насилство, грубост. Тие се јасни, а не за збор, за што ми рече, што ти посакав, што не ми исполни, ти за мене едно, јас за тебе друго. И конфликт меѓу луѓето. И доаѓа до разводи, доаѓа до отуѓување, доаѓа до една негативна вибрација. Зашто? Заради обременетост на психичко поле со разни животни ситуации. Без разрешување, без соочување со себе си, без работа на себе си. Тешко се решаваат работите. И затоа како одат времењата, потешко станува. Од другата страна, младите имаат опцијата да се креираат себе си, да се создаваат, да бидат личности кои ќе го владеат животот, но немаат ниту интерес, ниту свест тоа да го направат. Се водени од стихијата. Водени се од нагонот, водени се од моментот, водени се од сабале до вечер по шетање, по улици, водени се по кафичите таму, по не знам какви се места, не сите, ама најголемиот број, не се водени од визијата, од целта. А целта на младиот човек е да ја изгради личност. Таа личност не се гради со 5, 6, 7, 10, 20 години. Таа се гради целиот живот. И тој млад човек, ако фати на време, и да има и љубов, и да има излегување, и да има читање книга, да има надграда, да има културни манифестации, да има спортување, и да има природа, и да има добар однос кон другите, има почит кон родителот, почит кон возрастниот, тој ќе се гради. Ама ајде вие дајте ми ги процентите колку млади ќе се заинтересираат. Иако се они во предност, бидејќи не се толку обременети со тие лоши животни искуства. Но како одат во времето, како повеќе се повредуваат, како повеќе се изместуваат, како повеќе некои нив ги разочаруваат, толку повеќе утре они стануваат потешки и за себе и за другите. И еве ви го проблемот на западните општества, е вака една
Кратка анализа на состојбите во 21. век. Ова, драга Слободка, јас за ова ќе пишувам во мојата нова книга. Намерно ја пишувам таа книга за љубовта. Сите овие елаборации, да видиме тие фрустрации, тие негативни вибрации, од каде како произлегуваат, како да пристапиме, да ги пресвртиме нештото. Да прво во нашето срце забликнува малку мир, малку хармонија, малку еден вид на опуштеност. Ние сме престегнати, и ако сакате подоста, и ќе ви ги кажам тие методи како малку од малку да се хармонизираме. Ние имаме зуки многу што да зборуваме, меѓутоа времето ни дозволува. Јас би ве запрашала за крај, кои книги им ги препорачувате еве во елитен период на нашите почитувани гледачи да ги прочитаат? Да, па секако во овие методи што јас сакам да ги прикажам се и читањето на книгите. Значи, ние дојдовме до ситуација на општа преоптовареност со се и се што. Еве, типичниот наш човек. Да го анализираме и да видиме колку е он смирен, опуштен со себе си. Не е опуштен, не е смирен. Гледате ние само политичкава криза колку долго трае и што се создава како пресија. Гледајте ги овие економски рецесии кои се као завршени, недозавршени, се надвиснале врз нас. Гледајте ги општите текови на безбедноста, да не речам на планетата Земја. Значи, сите тие нешта создаваат една пресија, еден страф, една закоченост, една оптовареност, еден вид на стегнатост. И сега замислете, имате една опција да се препуштите само на телото, као не ги гледате проблемите, ве води телото. И претерате со искрена, претерате со пиолог, претерате со разни таму еротски задоволства, претерате со тоа што живе брз, умри млад и мислите сте го решиле проблемот. Нема да го решите проблемот. Затоа што така еден ден уште дополнително сте го преоптовариле телото. Гледајте втората форма. Еве оваа сега што идеме. Реалистична. Анализирате, се внесете у проблемите, живеете со чувството да се заштитам, да ги избегнам. Премногу мислите, гледате што се од каде како произлегува. Се стегате затоа што сте премногу свесни за сите аномалии и ништо не действувате, мирувате, се пасивизирате за да нешто не ви се случи. Дали има решение со тоа? Нема решение. Значи, две радикални форми. Прва, брзо темпо на живот, не водење сметка за ништо, живо и брзо, не е битно утре што ќе биде. До каде така? Ги гледате некои момчиња таму со автомобилите што направија? И самите на другите учесници од собрањето. Каква е таа филозофија на живење? Момент, импулс, нагон, удри. И што до каде? До уништување, до смрт, до деградација. Значи, не оди таа работа. Ниту во сексуални задоволства, претерување, ниту во деградирање на сеопшто, ниту во адреналинска преоптовареност и фокусираност. Но не оди ова што само ќе мисли, само ќе пази, само ќе внимаваш, само ќе се заштитуваш, само ќе концепираш, само ќе филозофираш. И што се ако само филозофираш? Треба да живееш. Ние сме со таа опција. Сега, како да живееш? Ние мора да најдеме начин да се облагородиме себе си во текот на деновите, а не во текот на денот. Некој ден нема да ни се погоди. Може тој ден ние таков биоритмот нема да ми одат работите како што посакувам. Но ќе најдам начин во текот на деновите да имам убави денови, да имам убав ден. Нешто да ме облагороди, нешто да ме поттикне, нешто да ме ослободи, нешто да ме релаксира. И мораме да почнеме да размислуваме за методите за опуштање, методите за релаксација. Нив да ги побараме, тие да не крепат. Најголема релаксација е љубовта. Но не секој човек ја има љубовта. Некогаш љубовта станува болна точка. Токму затоа што ја немаме. Најосамени се луѓето кои што всушност се со некога се чувствуваат осамени. Тие што другиве се осамени, барем се свесни дека се осамени. И бараат надеж, имаат визија како утре да не бидат осамени. Значи, премногу осамени луѓе, отргнати луѓе, отуѓени луѓе. Мораме да ги бараме методите на опуштање, релаксација, на една концентрација кон позитивните нешта. Тоа ќе го направиме со прошетка во природа, со слушање квалитетна, пријатна, некоја убава музика, со посета на културни манифестации, со читање книги. Сега ќе ви раскажам кои од овие книги се добри. Со следење некои убави емисии, со разговор со добронамерници, со пренесување на својата вибрација оној кој што сака да ти ја сослуша. И така ние да почнеме да ги крепиме работите. Да најдеме една смисла, да најдеме една вредност. Значи, да почнеме да живееме. Првата асоциација, опуштање. Втората, фокус. Фокус кон тоа што е добро. Доволно се оптоварувавме со тоа што е лошо. Ќе го видиме, ќе го проанализираме, ама пред се фокусот го правиме кон тоа што е добро. Секако дека во нашите животи има убави работи. Но да направиме и фокус кон себе.
Оно што мене ме прави среќен и исполнен задоволен. Да не се запуштиме себе си. Запуштајќи се себе си, ние стануваме потенцијално на ударот на разни негативни вибрации. Затоа што се губи себе си и стануваш подложен. Тогаш некој те забележува, тогаш те атакува ти преенергетски вампиризам. Тогаш имаш потреба од медикаменти. Тогаш се губи себе си, имаш потреба од разни друштва, а тие не ти одговараат. И така натака, значи, фокус кон себе си на вистински начин, со еден вид на позитивна вибрација. Потоа детоксикација. Да се детоксицираме, да се отргнеме од се што ни создава одреден вид на отров. Тоа не е лесно и затоа треба една посебна емисија да правиме. Само подсвесно колку ние треба да се чистиме. И тоа имам ја посебни методи обработено во оваа книга Заштита од злото и негативните вибрации. Значи, таму се детално објаснети тие прашања на детоксицирање, на опуштање, на фокус кон себе и на позитивната вибрација. Како да ја забележиме од каде произлегува? Но кога сте во линија со самите себе си, кога сте во една интуитивна поврзаност со сеното битие, тогаш нештата ги чувствувате. Ние сме отуѓени од себе, живееме во стрес, во стегнатост, во блокада, во парализираност. И тогаш не ги чувствуваме работите ниту надвор од нас, ниту во нас. И тогаш некој што ќе ни подаде и искаже љубов, не нема ја забележуваме како љубов. Тогаш ние кога имаме шанса нешто да направиме со својот живот како промена, ние стравуваме, не отвараме вратата, стоиме ностоп пред вратата. Тогаш кога треба да решиме некој проблем што долго време се задесил, ние страв тој проблем утре кој ќе биде разрешен да не ни донесе некој втор проблем. И се живееме во навика на стрес, навика на проблем, навика на отуѓеност, навика на нељубов, навика на затвореност. Дали тоа го гледаме и во колективистичка рамка? Го гледаме. Дали може да го гледаме и во семејна рамка? Веројатно го гледаме. Зашто го гледаме? Затоа што ние не сме сушност сами на овој свет. Замислете, ние сме обкружени со луѓето. Доволно е вашите деца нешто да имаат проблеми, да не сваќаат, да не им работи свеста, а не им работи, немаат ниту живосни искуства, немаат ниту знаење, немаат ниту капацитет. А и они мора малку и сами во животот да се пробиваат. Но не знаат да се пробијат или не сакаат да се пробијат или немаат свесност да се пробијат или потпаѓаат на ситуации, дали ќе ви изместат и вас? Ќе ви изместат. Значи еве ви еден токсин. Од тоа што вашите деца ниту сваќаат, ниту разбираат. Некои разбираат во едно поле, некои во друго разбираат, но многу не разбираат во некое трето поле. Значи нема деца во кои што се разбираат. На крај постои секој стравот кај родителот. Стравот што ќе биде со децата, како ќе се снајдат, колку разбираат што ќе направат. Еве ви го едниот стрес, едниот токсин. Второ, партнерот. Ово што го зборував, обременет, преоптоварен со минато, недоослободен, разни желби, разни барања, како он да ве свати? А ви очекувате да ве свати. Ви мислите толку е лесно да ве свати. И тоа е толку јасно, а он не ве сваќа. Бидејќи може матрицата му е дека не може да свати. Живеел во еден поразличен свет од вашиот, кај што имало поинаки состојби. И он не ве разбира. Дали примате токсин? Дали поинако сте го замислиле бракот, семејството, односот, љубовта? Сте го замислиле, отеднаш не ви излегува така. Еве ви еден товар, еден токсин. Дали на работното место? Па гледате, книжката просперира, непотизмот просперира, додворувањето, краткиот фустан просперира, се просперира. Ама најмалку знаење, најмалку капацитет, најмалку способност, најмалку референци, туку просперира шунт варијантата. И вие дали се токсицирате, се преоптоварувате? Дали повторно внесувате това? Па внесувате. Дали ова е реално? Па реално. Кога гледате овие од Шведска, овие од Германија, овие од било кои земји шетаат, релаксирани, опуштени, социјална држава, она мисли за нив, има повисоки права, има подобри бенефиции. И вие ги гледате тие пострекни, иако тоа е субјективен став, дали се пострекни, значи секој човек одлучува, не ве вака ја малку карикирам, дека нив им е подобро. Ние сме убедени дека нив им е подобро. А ние живееме во едно гротло. Ова гротло немаш зборови како да го опишеш. И си велиш, зашто не се родив во Скандинавија? Зашто моите книги не се пласираат во Америка? Зашто не бе во Франција? Зашто не бе в било каде кај што има поголема читателска публика? Кај што има факултети кои што ценат квалитет, знаење и капацитет? А се родив онамо кај што се родив. Дали повторно се токсицирате, се оптоварувате? Колку наши луѓе се оптоваруваат само затоа што се тука каде што се? А не можат многу што да променат. Значи, 4 форми ви се доволни, да не одам да не ширам и во повеќе форми. Форма на кај живее, со кого живееш од општествено ниво, колку како што се цени, го примаш отровот, бичи си ранлив, осетлив, имаш капацитет, не ти се забележува. Проблем во
погледот на љубовта со партнерот, партнерката, кои што сметаш дека треба многу подобро да те почитува, да те цена, да ти ги видат вредностите, а тоа тешко се случува. Проблем на работното место кај што исто така не просперираш, некој друг те замајава или те остава на маргините, а ти работи, се трудиш и тоа е тоа што го земаш и тоа ти си осуден на таа варијанта. Повторно се токсицираш и твоите најблиски, децата или состојбите или околностите во кои што непосредно се наоѓаш. А тоа е неизвестноста. И во тој случај товарите дали стана фактичка состојба за човекот? Па стана. И како ние од овој човек да очекуваме хармонитет, висока свесност, разбирање? Тешко ќе очекуваме, но неговата единствена шанса е ова да го свати. Да свати и да подигне свеста, да ги види аномалиите. Не да се предади да рече: осуден сум на неуспех зашто живеам во вакво општество. Не можам да бидам среќа затоа што партнерот толку разбира. Не можам да напредувам во кариерата затоа што така и така се поставени работите. Не, мора да има цел, мора да има визија, мора да има инвестиција. И со ова ќе завршам. Значи, инвестицијата почнува од самиот себе и од акумулирањето на новиот поглед на светот. Новиот поглед на свет, кога сме веќе кај книгиве, кои што вие ги препорачавте за да ги читаат во летните месеци, јас искрено ви кажам, било која книга би ми ја препорачал, еве оваја би ја препорачал како најлесна, најпозитивна, најубава, најнежна, а е врзана со љубовта. Таа изгре сонце на љубовта. Зашто би ја препорачал таа? Па затоа што е најпозитивна. Затоа што само зборува за убавите позитивни вредности. Значи, изгре сонце на ljubовта. Будење, новата надеж, новата свест, новата енергија, новиот концепт. Само човекот треба да чита и да визуализира, да препрати. Зашто оваа книга која била напишана со најголема љубов. Најсветлосна, најпозитивна, најблагородна, најинспирирачка. И дали човек треба да страда и да жали затоа што ја напишал од љубовта? Не, дај Боже пак да напише за љубовта. Љубовта крепи, љубовта создава импулс. Љубовта останува во нашите дамари, во нашата подсвест. Секогаш имаме потреба или можеби ќе имаме стремеж да се подсетиме или да побараме или да доживееме таа љубов. Колку повеќе ја доживуваме љубовта, толку подобро ќе ни биде во животот. Треба да бегаме од омразата. Треба да бегаме од негативната вибрација. Затоа позитивна вибрација и љубов. Но еве и ова да кажам. За оваа заштита од злото и негативните вибрации нема што да се зборува. Хит книга, најпродавана на сајмот на книгата. Сега премногу ја купуваат, ја земаат и во Битола, и во Штип, Струмица, Охрид. Значи на секаде и дефинитивно дава корисни методи. Моќта на умот, моќта на срцето, што да кажам кога во неја се обработени темите за љубовта. И овие форми на каков тип на пристап, на каква љубов. Сега овде не ви раскажав на што треба се да внимаваме од љубовта, но ние нели рековме темата ни е позитивни вибрации. Значи збориме за позитивитетот за љубовта. Астролошки патоказ за зодијачките знаци и тука ни е судбината и етиката, книга за судбината, за позитивните нешта и етичка мудрост која мора да се чита. Зашто? За младите. Еве сега ако не гледаат родителите, за своите деца мора да земаат таа книга. Бидејќи во таа книга се дадени мудри поуки, етички постулати за кои ќе им се помогне на младите да направат разлика помеѓу доброто и злото и пред се тука анализира балканската мудрост. Зоки дојдовме до крајот на оваа емисија и на овој циклус емисии на позитивни вибрации. Се надевам дека нашите почитувани гледачи поминаа пријатни час и половина. Ние ќе продолжиме и понатаму со ентузијазам и со голема љубов да ги подготвуваме овие емисии како тоа што го впрочем го правевме и изминатите години. Видете, драга Слободке, ние сега повторно сме во етерот преку АТВ телевизија на наше големо задоволство. Ние со АТВ имаме направено можеби едно 700-800 емисии и повеќе. Значи знаете веќе пред 15 години правевме емисии, па еден период имавме пауза, но овој пат се вративме на АТВ, бидејќи имаме таа слобода, тој простор. Никој не ни стои над глава да ни каже што треба да збориме. Мада и во другите медиуми тоа не ни го прават, ама таму е кратко време. Овде имаме 90 минути да елаборираме подетално. Така што мене ми е задоволство за оваа соработка со АТВ и за овие емисии позитивни вибрации кои што ги има на YouTube, кои што се отварани, кои што се гледани, кои што се следени. Се надевам и следната сезона ќе најдеме начин да соработуваме, да изнесеме ставови се во добродетел на нашиот обичен граѓанин, за македонецот и за сите другите што живеат овде. Ние не ги делиме, само ги фаворизираме добрите луѓе со чувството за општо добро и со придонесот кон позитивната вибрација.
Зуки, јас ви благодарам за оваа прекрасна емисија и за сите претходни емисии. Ке ви посакам да си поминете убаво лето, да останете со добро здравје и да се видиме со новата книга, предпоставувам наскоро. Да, и тука само и ова би кажал, работам на новата книга, треба да излезе пред сајмот на книгата во април 2017 година. Мене може да ме следат во текот на летото, секоја среда од 9:15 часот на 24 вести, таму иде емисијата од се срце, значи слободно нека следат, и на Радио Слободна Македонија, секоја сабота од 10 часот и 10 минути. Таму сега се репризираат емисиите, исто многу убави и интересни. И сега во вторник ќе бидам на ноќната програма на Македонското радио, каде што одам 18 години, значи подготвуваме емисии со водителот и уредник Ѓорѓи Ангеловски. Убава емисија од 22:35 часот. Значи вторник, секој прв вторник во месецот на ноќната програма на Македонското радио. Што ова збори? Нашата потреба да за придонес продолжува, бидејќи има исклучително добри позитивни личности кои што сакаат духовна храна и кои што сакаат поинаков тип на емисии. Почитувани гледачи, ја следевте емисијата Позитивни вибрации. Ние завршуваме со овој летен циклус на емисии Позитивни вибрации. Гледајте ги репризните изданија. Можете да не следите и на YouTube. Ке ви посакам пред се да бидете позитивни, да ни останете во добро здравје и се гледаме наскоро во новиот циклус емисии. Добра ноќ и пријатно!